Живееме во еден брз и динамичен свет. Сите некаде брзаат. Ги вршат своите работи, ги исполнуваат обврските и сите, се надеваме дека е така, ги исполнуваме нашите улоги во општествениот систем, што сме го избрале. Демократско, социјално и хумано општество, кое постојано го градиме и усавршуваме. Но постојат моменти кога некои делови од системот откажуваат или се покажуваат како недоволно отпорни или пак се податливи за одредени феномени кои представуваат зло. Тие се рана во уредувањето во системот на нашата заедница. Едно од таквите општествени зла кое постојано укажува на несовршеноста и пропустите во градењето на хуманата заедница е сексуалното насилство и злоупотреба на децата, во чии рамки е и подведувањето на малолетничка проституција. It's a very, very mad world. За тоа колку е важен овој феномен и за тоа колку е крената тревогата глобално во целиот свет во однос на појавата на сексуално насилство врз децата, говори и придвижувањето и организирањето на меѓународните организации и институции да се справат со овој феномен. Така, на 1 јули оваа година, Советот на Европа направи уште една конвенција за заштита на децата жртви од сексуално насилство и за злоупотреба од било каков вид на врз децата, и таа стапи на сила на 1 јули. Македонија ја потпиша таа конвенција, се уште ја нема ратификувана, тоа е во процедура во Собранието на Република Македонија, но оваа конвенција и сите документи кои се подготвуваат и се работат во врска со оваа тема, се прават само за да се подигне степенот на подготвеност за превенција и заштита на децата жртви од сексуално насилство. Во текот на последните 2 години, јавноста редовно се известува за голем број на случаи на сексуална злоупотреба на деца. Во првите 6 месеци од 2010 година, во Република Македонија, од областа на сексуалните деликти, извршени над малолетници, регистрирани се вкупно 41 кривично дело, извршени над 43 малолетници, за што кривично се пријавени 48 лица. Во истиот период минатата година биле регистрирани 50 кривични дела, каде малолетници биле објект на полов напад. Сето ова го поставува прашањето колку во Македонија надлежните институции се подготвени и активни во превенирањето на злоупотребата на децата. Еден од сегментите за кои што центрите за социјална работа се реструктурираат и работат и се специјализираат кадри и одат на посебни обуки, секако дека и борбата против сексуалната злоупотреба на децата, раното откривање на таквите состојби и во ситуација кога тоа ќе се детектира, односно ако се случи, а не биде рано детектирано, потоа идентично на тоа да се одговори со процесот на ресоциализација. Тоа е процес, тоа не е едноставна работа, посебно не заради тоа што појавите се случуваат, оние трендови кои што доаѓаат во Република Македонија многу побрзо од целиот процес на можеби на реструктурирање на тие центри за социјална работа. Меѓутоа ние како институции на државата во целост се трудиме да го следиме овој чекор со имплементација на дополнителни мерки кои што ќе се однесуваат на борбата против сексуалната злоупотреба на децата, малолетничката правда, семејното насилство. Тоа се појави на кои што мораме во следниот период многу поинтензивно да одговараме. Од искуството на постојан и фокусиран контакт со овие појави, од невладините организации имаат малку поинаква перцепција на начинот на кој институциите се справуваат со сексуалното насилство и злоупотреба на децата. Прва и единствена и најважна работа што институциите треба да разберат дека не сите родители се одговорни. Не сите родители имаат капацитет и знаење како да го заштитат децето, како да го едуцираат, само да се заштити или како евентуално да му дадат насока да се заштити од несакани појави како што се педофилија, сексуална злоупотреба, трговија со деца, детски органи, проституција и така натаму. Институциите мора да бидат мобилни, ефикасни
и мора да бидат секојдневно на терен. Она што отсуствува е воспитната компонента во училиштата. Значи многу малку се говори за вакви проблеми во училиштата. Нема доволно едуциран кадар да се разговара со овие деца за кои евентуално би можеле да бидат спречени во несакана детска порнографија, проституција и така натаму. Социјалните работници ја туркаат само социјалата, многу малку се внимава да децата кои се во ризик, во дисфункционални семејства, навремено да се отргнат од можна злоупотреба и многу малку се постигнува по одземање на родителско право како мерка превентивна за детето да не биде жртва на сексуална злоупотреба, педофилија и родоскрнавање. Една од дилемите кога зборуваме за сексуалното насилство врз децата е дали бројот на овие криминални дела се зголемува или е резултат на транспарентноста, јавноста, на подигнатата свест, како и на инструментите кои помагаат жртвите на овие појави да се охрабрат и да ги пријавуваат делата. Најголемиот ризик кај сексуалната злоупотреба на деца и кај семејното насилство како асоцијална појава е фактот дека со зголемувањето на свеста кај граѓаните, со зголемувањето на свеста кај децата, со зголемувањето на свеста кај семејството, овие појави се повеќе ќе бидат пријавувани и соодветно на тоа ќе се зголемува статистичкиот број. Но тоа не значи дека ние имаме пораст на овие состојби во последнава година или последниве 2-3 години. Тврдам дека тоа е резултат на зголемена свест кај населението, затоа што по нашите анализи, по нашите информации, овие асоцијални појави постоеле и порано, но проблемот бил што тие не се пријавувале. Нема веќе табу. Јасно и гласно се говори за овој проблем. Значи, за сите злоупотреби и насилство децата не треба да молчат, родителите треба да го пријавуваат. Дилемата е дали навистина зголемениот број на дојави и пријави на нашиот СОС телефон е резултат само на охрабрување на децата, или пак е зголемен бројот на насилници и злоставувачи кои децата ги напастуваат. Како сознанијата се зголемене бројот? Сознанијата зголемене бројот и зголемене бројот на дојави и пријави. Тоа нас не загрижува од друг аспект дека немаме доволна функционална, системска, институционална и домашна заштита. Во последниот период, значи, се откриваат овие случаи на злоупотреба и се освестува дека овој проблем постои, за разлика од порано, ако сакате и се охрабруваат и децата, но повеќе и од страна на возрастните со анимирање на јавноста, се зборувајќи за тоа дека тоа е навистина нешто што постои и што постоело, но сега се зборува, тука е разликата. Јас статистички можам да ви кажам, не можам точно да ви кажам во бројки, податоци Министерството за внатрешни работи и Центар за социјална работа многу покомпетентно ќе ви зборува за тие податоци, но ако ви кажам дека во последниве, да речеме, 2 месеци сум имала 15 или 20 на случаи кои што дошле дали за третман, дали за експертиза, за докажување или пак центарот ги пратил исто така за третман, на вистина тој број е да не речам висок, но е присутен. Разликите се очигледни, но без разлика на позицијата од која се гледа на овие појави, во едно сите се согласни. Неопходни се промени во системот кои ќе помогнат овие појави да се превенираат, да се предвидат жариштата каде што има потенцијал за нив. Оно што мислам дека треба да се случи е да ги подигнат капацитетите, значи социјалните работници треба да се на терен, треба да ги превенираат овие нешта, затоа што најголем број на случаи кога децата се жртви се деца се познати на децата, дали се тоа родители, војковци, чичковци, пријатели на нивните родители. Значи едноставно е невозможно децата да се заштитат од оние кои треба да ги штитат. А во тој случај ако децата не може да се заштитат од тие кои треба да ги штитат, освен најблиските, тогаш институциите мора да ја преземат таа одговорност. Една од најважните поенти во системот и во функционирањето на општествените заедници е тие да бидат подготвени секогаш да реагираат на потребите, да се променат практиките кога треба да се сузбијат заканите по здравието на децата. По таа насока, секогаш треба во центарот на вниманието да бидат луѓето, членовите на таа заедница, вклучувајќи ги и децата и нивното право да растат во здрава средина. Од последните неколку години
перманентно се образуваат луѓе, имајќи пред и националната стратегија за борбата против семејната насилство и ред други важичи документи, мораме да се преадаптираме, значи да работиме многу поуспешно со единствена цел да ги заштитиме децата, затоа што Центарот за социјална работа е дефинитивно орган за старателство кој што една од основните функции му е заштита на децата. Во таа насока не ни чуди да видиме дека заштитата на правата на децата станува само една формалност во нивната работа, а за превенција воопшто да не зборуваме. Значи превенцијата целосно изостанува. Неколку пати имаме ние конкретно за неколку случаеви реагирано, комуницирано, дури во одредени случаеви самите вработени ни кажуваат дека немаат ниту време пред се поради бирократските работи за да ги потполнат извештаите, за да дадат отчит, а понатака пак ниту средства за да направат посета во одредени семејства, така што превенцијата знаат и свесни се дека не ја вршат. Од Хелсиншкиот комитет за човекови права, а и од други невладини организации, постојано стигаат укажувања дека и покрај зголемените ингеренции во законската регулатива, со Законот за социјална заштита и Законот за семејство, улогата на центрите за социјални работи само ги констатираат случаите на сексуално насилство и постапуваат постфестум. Она што недостасува, според укажувањата, се само иницијативноста и механизмите за превенција, таму каде што постојат индикатори дека има услови за сексуална злоупотреба на децата. Ние имаме мандат од дојавите што ги добиваме на нашите телефон за деца и млади и бесплатната правна служба. Секако се повикуваме и на сите документи што Македонија ги има ратификувано. Сме дели од одредени програми, акциони планови кои државата ги спроведува, но никогаш не сме задоволни ако имаме нефункционална заштита на децата од страна на институциите. Значи дел сме од процесот на решавање на проблемот, не само критикуваме, него бараме одговорност, бараме подигање на нивото на прагот на нетолеранција кон насилниците, кон тие што ги злоставуваат децата, а бараме и одговорност од институциите кои се заветиле дека ќе ги почитуваат сите овие инструменти за да ги заштитат децата. Ако не им кажеме дека првите 72 часа се најбитни за детето жртва на сексуална злоупотреба, раскајање и педофилија, дека прифатилишта во Македонија нема, дека центрите не работат 24 часа и дека најтешки трауми остава сексуалната злоупотреба кај децата, тогаш државата мора да најде начин. Значи не се доволни само згрижувачките семејства и не сите згрижувачки семејства се така едуцирани да можат да се справат со овој проблем кога детето е жртва. Јас се служувам со тоа дека ние многу повеќе треба да работиме на превенцијата отколку на процесот на ресоциализација. Меѓутоа тука имаме еден драматично сериозен проблем. Кога станува збор за сексуалната злоупотреба конкретно на децата и педофилијата. Во огромен број случаеви, значи станува збор за луѓе кои што, зборам за сторителите, тоа се луѓе кои што не појавуваат асоцијални однесувања, во рамки на средината и општеството во кое што живеат не се карактеризирани како лица кои што се проблематични, во крајен случај народски кажано не бодат очи. Многу е тешко секогаш практично нас во една таква општа перцепција сите би ни биле сомнителни. Ние апсолутно дека ја следиме состојбата, посебно во семејствата кои што се во социјален ризик, од аспект на фактот што тие нас не се корисници на некои од нашите основни права. Во тие услови ние имаме редовна контрола, вршиме увид во семејствата. Меѓутоа проблем се семејствата кои што не се корисници на ниту едно право од социјална заштита, кај кои што ние реално согласно уставот и законите во државата не можеме во секој дом да влеземе, а од друга страна не можеме и да претпоставуваме дека во секој дом постои потенцијален ризик за такво нешто. Што се однесува до конкретни овие дела од оваа глава на кривичниот законник и ордена што го покриваме, лепезата на сторители е најразлична. Што правиме и што сакаме да направиме? Ние сме центар за социјална работа каде што се вливаат огромен број на информации. Информациите може да бидат анонимни, меѓутоа може да бидат и нормално подпишани, писмени и така. Сакаме да добиваме информации од различни субсистеми во државата. Например, од училиштата, од градинките, од здравствените установи, каде што може би изборувам и малку перспективно, би требало да бидат добро обучени кадри кои би можеле индиректно да препознаат
евентуално сексуално насилство во рамки на семејството, имајќи ги пред себе децата. Сака да кажете дека сега практикувате таков Во начин на комуникација? Во секој случај, да, и ние реагираме. Значи, ако постојат основни некакви индикатори од некоја градинка, од некој училиште, од некој здравствен објект, лекар или така, дека приметил при некој преглед, при некој однесување на децата, ние мораме да реагираме и со закон сме задолжени. Очигледно е дека тешко се прават промени во практиките на институциите. Посебно во однос на овие прашања кога треба да се мобилизираат многу институции, а администрацијата секогаш тешко се придвижува. Тоа, секако, не треба да биде алиби. Особено не во однос на заштитата на правата на децата, зашто бавноста и неподготвеноста на институциите на брза и соодветна реакција знае да резултира и со трагични епилози. Јас би сакала да споменам на случајот кој што Хелсиншкиот комитет го водеше во 2006 година. Исто така се работеше за штипски случај каде што девојче беше жртва на сексуално злоставување. Хелсиншкиот комитет во тој случај, значи преземајќи активно чекори заедно со нејзините родители, се обрати до јавното обвинителство. Побаравме да се гонат не само лицата кои што помогнале таа да биде злоставувана, туку и лицата кои што ги користеле нејзините сексуални услуги. Уште од тогаш до сега ние се уште се бориме за тоа дека нашите надлежни органи мора да сватат дека Конвенцијата за правата на детето не е нешто надворешно од нашите закони. Таа е ратификувана и е дел од законодавството. Во истата, во самиот член 1 стои дека секој дете е личност до 18 години. Нашите одговори, нашите напори беа завршени со одговори од јавното обвинителство дека тие не може да превземат ништо затоа што жртвата била 14 годишна веќе и таа била свесна и согласна за сексуалните услови во кои што се наоѓала, значи за сексуалниот акт. За жал, кога ќе го споредиме тоа со законот за семејство, каде што бракот на едно девојче може да биде, значи, исклучен дури од 16 години. Значи, имаме еден правен вакуум помеѓу 14 и 16 години. Во законот за семејство кажуваме дека психички една личност е спремна да даде согласност на 16 години, а кривичниот законник не го дозволува истото тоа. Така што сите тие остануваат жртви не само, значи, на сторителот на кривичното дело, туку и на системот. За жал, поради ненавремената, според нас, значи според Хелсиншкиот комитет, тоа девојче не доби навремена грижа и заврши со самоубиство. Нешто што ние навистина не би сакале да се случи повторно, меѓутоа, како тргнале работите, можеме да кажеме дека нема никакво подобрување од 2006 до 2010. Заводот за ментално здравје за деца и младинци Скопје е само една од оние институции кои се грижат за терапиите кои им се неопходни на децата жртви на сексуално и на друго насилство. Тука постојано работат стручните лица, секојдневно се соочуваат со овие проблеми и низ праксата најдобро ги осознаваат проблемите и соодветно ги применуваат терапиите неопходни за овие деца. Стручњаците психијатрите велат дека најдосна за 72 часа треба децата жртви на сексуално насилство да бидат прифатени во институциите и да почне соодветната терапија со нив. Дојдовме во заводот за да поразговараме со стручните лица тука за тоа што се прави и кои се најдобрите препораки во врска со оваа појава. Сексуалната злоупотреба тешко се открива, а уште потешко се докажува. Значи, треба да работиме на план на превенцијата на злоупотребата. Зошто тешко се открива? Затоа што детето кога е сексуално злоупотребено, најчесто е уценувано од злоупотребувачот да молчи, да го чува тоа како тајна, затоа што ако каже на некого дека тоа ќе биде казнето, дека може да бидат убиени неговите родители, значи се користат разни уцени со што детето се условува на тајност. И понекогаш злоупотребата може да трае подолго време и да не се открие. Јас би споменала дека сега во моментот се изработи протокол од страна на Министерството за здравство, Светската здравствена организација, каде што на ниво на постапување на здравствени работници во случај на злоупотреба. Токму за ова што зборуваме, значи како да се превенира, како да се открие.
сексуалната злоупотреба. При сексуалната злоупотреба може да имаме специфични знаци дека тоа се случило и тоа е да речеме сперма или крварење од во предолот на чмарот, на половите органи, гребнатинки и разни други специфични знаци, но обично злоупотребата бидејќи не се открива веднаш, тие специфични знаци веднаш не може да се најдат. Но постојат неспецифични знаци, односно промени во однесувањето на детето кои што може да ни укаже дека нешто се случува. Тука споменувам неспецифични, значи тие не се типични само за злоупотреба. Но секогаш треба да не загрижи ако родителот каже на матичниот лекар дека детето не спие, има кошмарни соништа, или пак родителите ги приметат тие промени во однесувањето. Значи страфно одвојување, страф од непознати, ноќно мокрење кое што претходно престанало. Често пати при сексуалната злоупотреба имаме когнитивно нарушување. Што значи тоа? Детето има пад на концентрација, успехот опаѓа, а без да има причини вака видливи за тоа, така да тука и училиштето во таа превенција. Исто така, бидејќи детето поминува голем дел од своето време во денот, нели, во училиште, наставниците исто така ги познаваат децата и они може да ги приметат тие промени во однесувањето. Сексуалното насилство врз децата е еден од најсериозните проблеми во Република Македонија во последниве години. Највидливо се манифестира благодарение на активноста на невладините организациите, медиумите, институциите кои треба да се грижат за овие појави. Овој сериозен проблем бара сериозни и систематски решенија за справување со овој феномен. Ова е прашање за кое што на нас ни треба општествена коалиција. Кога велам општествена коалиција, велам на сите чинители во секој сегмент. Значи, покрај државата, невладините организации, медиумите, самите граѓани, на нас ни се неопходни за да ние можеме сите заеднички ова да го детектираме, да го сработиме, да ги заштитиме децата. Конечно, овде нема ни политички партии, овде нема ни етничка припадност, овде нема верска и не знам каква уште не поделба. Значи, овде станува збор за правата на децата. Јас би кажала дека превенцијата, мислам, зајакнување на примерната превенција, треба да се воведат едукативни програми, и тоа програми кои што ќе бидат наменети за децата. Јас би споменала дека во Македонија во периодот од некаде 2000-2002-2003 година имаше такви имавме програми со кои што работевме во основните училишта во Македонија со педагошко-психолошките служби, а исто така и во предучилишните установи преку една невладина организација во која што јас бев член Безбедно детство. И можам да ви кажам дека во тој период баш се сензибилизира образовните работници, наставниците, значи како да ги препознаат и како да се открива злоупотребата. И во тој период имавме доста случаи на вистина што во училиштата се открија, но за секоја работа е потребен континуитет. Во светски рамки постојат точно определени индикатори кои што би ни покажале нас како родители, а исто така и на одделни групи како што се, значи, образовните установи, потоа на докторите или на други лица, на кој начин може да препознаат дека едно дете можеби е сексуално злоставувано или не. Значи, доволно е да се појави тој знак прашалник за можеби, за да може да се пријави и да се истражи. Поради тоа потребно е, значи, нивна обука, не само на центрите за социјална работа и на вработените во нив, туку и на медицинскиот персонал, потоа зборуваме на секторот за Министерството за внатрешни работи, како и на нашите образовни кадри. Зборуваме за не само за адхок обука, зборуваме за нешто што е редовно и уште едно нешто, значи обука за самите деца и родители. Во систем, значи децата ако се во градинка треба да се едуцираат во градинка, ако се во училиште треба воспитната компонента за овој тип на превенција во училиште. Значи треба да биде еден комплексен пристап. Комплексен пристап каде што и центрите за социјална работа покрај детектирање на семејство во ризик или дисфункционално семејство, треба јасно да ја дијагностицира состојбата дека е можно тоа дете да биде жртва, затоа што се јавуваат случаи каде што и родителите се подведувачи и знаат и се согласуваат да бидат децата жртви на детска проституција. Значи тука спаѓаат предучилишни
училишните установи, училиштата, центрите за социјална работа и медиумите кои имаат исто така обврска на посебно националните концесори да продуцираат превентивни програми за заштита на децата од најлоши форми на злоупотреба. Предпоставам дека тука може да биде вклучено и здравството, матичните лекари, тие кои од здравствен аспект се грижат за здравството и сексуалното образование на децата кои треба да биде дел од образовната програма, каде што децата точно ќе знаат како да се заштитат. Реформите и политиките во однос на превенцијата, идентификувањето и санкционирањето на прекршувањата на правата на детето, очигледно треба да продолжат и да се сообразуваат континуирано во однос на сите карактеристики на сексуалното насилство и злоупотреба на децата. Неопходноста од таквиот пристап добива на поголема тежина ако се земат предвидувањата на нашите соговорници дека во нашата земја темата на сексуалното насилство во делот на албанската заедница е се уште табу тема и за неа сега не се говори. Истото се однесува и на забелешката дека досега за ова се зборува и случаите доаѓаат само од сиромашните средини. Тоа не значи, велат нашите соговорници, дека во економски поситуираните средини овој феномен го нема. Туку, исто така сега тие појави се потиснуваат и повешто се прикриваат. Find it hard to tell you, I find it hard to take. The people run in circles, it's a very, very